Здраво, Маја. Моето име е Софија. Јас сум психолог во училиштето во кое што ти учиш и еве денеска би сакала малку да поразговарам со тебе, меѓутоа пред да започнеме би сакала да ми кажеш нешто повеќе за тебе. Што да ви кажам? Па еве прво да ми кажеш колку години имаш, во кој оделение учиш. Имам 13 години, сум седмо оделение. Мгм. Добро. Кажи ми, дали можеби додека разговараме, овој половина час, ќе ти пречи доколку јас нешто запишувам, за да можам понатаму, нели, кога ќе си дојдам дома и кога ќе ги разгледувам белешките, да ми бидат некои работи појасни? Зошто? Зошто да запишувате? Што ќе збориме ние овде? Зошто сум јас овде? А, нели да е убаво секој ученик да си поразговара со психолог, да видиме што е она што се случува, дали можеби имаш некакви проблеми во оделението, дома, едноставно мене ми е важно да знаеш дека тоа што ние ќе го зборуваме сега тука, тоа ќе остане само помеѓу нас. Никој нема да знае за ова. Тука можеш да ми кажеш се. Ама зошто баш јас? Што ви кажала класната за мене? Зошто сум јас тука? Не ми кажа ништо класната, јас побарав да поразговарам со некои ученици кои што, еве, мисле дека убаво биде да поразговараат со психолог. Ти што мислиш, која е улогата на психологот во училиштето? Што знаеш ти за психологот? Па кај психолог одат тие ученици што не се добри и што прават бели на час и што не можат да ги смират наставниците. Да речеме Димитар прошлата недела кога ја закачаше Марија, класната, пошто не можеше да се смири, да го смири никако, го прати кај психологот. Јас не направив ништо, зошто па сега јас сум тука? Јас не мислам дека е така. Убаво е, нели секогаш не имаме најдобар пријател, имаме родители со кого можеме да разговараме и затоа тоа е улогата и на психологот во училиштето, да имате некого со кого што ќе можете да се поразговарате. Нешто како, не знам дали си слушнала, можеби еве како некоја сигурна зона, место каде што ќе можеш да кажеш се, да ти кажат нешто исто, што ќе ти направи да се чувствуваш убаво, а од друга страна да знаеш дека нема да излезе никаде надвор од тука. Јас еве во моментов би сакала да слушнам нешто за тебе, да ми кажеш, например, што е тоа што те прави среќна, што е тоа што те интересира во училиште, надвор од училиште, дали имаш некакво хоби? Па одев на извидници, ама ме отпиша мајка ми пред да почне годината. Интересно, извидници, многу редок спорт или активност. Од каде идејата за ова? Па имаше дојдоа во школа неколку дадечки, повозрасни дечки и не викнаа и ние отидовме со нив. И убаво беше, ама неколку години одевме и толку. Значи ти си одела подолго време. И еве што е тоа што ти било убаво на извидници? Сакаш ли да ми кажеш? Убаво беше, не шета, одевме во паркови, одевме во шума, одевме на водно секоја недела, правевме таму некои игри многу интересни, се дружевме. Убаво беше. Многу беше интересно. Супер. Мгм. Супер, убаво. А, велиш мајка ти те отпиша. Зошто? Па така се договоривме дека се постави така ситуацијата и се договоривме дека нема веќе да одам. Мгм. Ајде може да поразговараме за ова малку покасно, еве сега ме интересира дали можеби се занимаваш со нешто друго, што е, на кој друг начин си го исполнуваш времето? Одам во школа, пишувам домашни, Мгм. тоа гледам некогаш телевизија. Така. Со кого се дружиш најмногу во училиште? Што те прави среќна во училиште? Убаво ми е во училиште затоа што
тука сме сите заедно, си седиме на часови, си слушаме. Ви кажаа дека ме пофали наставничката по географија, колку добре знае флекцијата. Браво. Многу се радувам кога ќе слушнам дека учениците имаат ваков успех и многу се радувам кога наставниците ги фалат учениците за тоа што се добри. Од ова можам да заклучам дека можеби географија ти е еден од омилените предмети? Па да, и тоа со извидниците многу го правевме, го учевме и сега баш и за тоа зборевме и супер беше ме. И сега не можам повеќе да учам за тоа. Мгм. А, Добро, убаво ли е да си тажен? Зошто сум тажна кога се потсеќам на тие работи? мгм. Тажна. Велиш тажна кога се потсеќаш на нешто поврзано со извидници, на нешто поврзано со училиште? Па да, еве сега кога учевме за планините и кога одговарав баш прашања за тоа каде може да се најде имов и како се ориентираме во простор и све тоа знам дека го учевме низ извидници и ми текне и како се бркавме со другарите и како игравме таму надпревар, како правевме и ми текна дека више не можам и некако сум тажна. Мгм. А не Јас можам да кажам на мајка ми. Не знам дали е, не знам зошто сум тажна, па наша одлука беше заедно, ние решивме дека нема дека да одиме. Јас верувам дека ова ти предизвикува многу убави емоции, многу убави спомени и од друга страна сега не можам да ја разберам таа ваша заедничка одлука. Ќе можеш ли да ми кажеш нешто повеќе околу тоа? Како одлучивте, како дојдовте до идејата да разговарате за тоа? Па па Мене ми се чини дека ова прашање никако како да те мачи. Дали можеби сакаш да ми нацрташ нешто? Сакаш да ми напишеш на писмо, да ми кажеш еве како дојдовте до таа идеја? не, ќе го не сакам да ја насекирам мајка ми, ќе го најде писмото, не. Ако Ама ти не решиш знам, не знам. знаеш, Маја, ако ти решиш мене да ми кажеш нешто и да ми напишеш, да ми нацрташ, јас сакам да бидеш сигурна дека тоа ќе остане тука. Дека за тоа ќе биде една наша мала тајна, за која што ќе знаеме само Маја и Софија, никој друг. Што е тоа што тебе те прави тажна? Од каде дојде идејата да, еве, не одиш на извидници? Па мајка ми рече дека више сум голема и дека знам многу работи и дека е таква ситуацијата сега и дека не можам веќе да одам таму затоа што морам на нејза да ја помагам затоа што немаме за јадење, ако не ја помагам на мама. Да ја помогаш на мама дека немате за јадење. Знаеш, многу семејства се соочуваат со криза, која што е поврзана од финансиски аспекти. Ние имаме многу деца кои што можеби еве не секојдневно можат да јадат разновиден оброк. И убаво е да помагаат на родителите, меѓутоа се додека постои одредена граница, нели, што е она согласно детската возраст со кој што ние може да им помагаме на родителите. Можеш ли да ми кажеш како изгледа таа помош? Во што помагаш ти дома? Па и помагам на мама кога оди да работи по куќи, одам со неја заедно и помагам, ние работиме. Ќе можеш ли малку да ми го подобјасниш ова? Јас не разбрав добро како тоа ти помагаш на мајка ти кога одите по куќи да работите.
Што конкретно помагаш во работењето? Там одиме некогаш да чистиме, да средуваме. Јас одам со нејзе за да ја помогнам во чистење, во средување, ако има деца да си играм со децата, да ги забавувам таму, Мгм, да ги прошетам. мгм. И како те прави тебе да се чувствуваш ова? Па и помагам на мајка ми како што треба, јас сум голема, јас сум возрасна, па и ако пропуштам неколку дни на школа, тоа ништо не значи, нели? Или е во ред да се помогне. Мгм. Да, во ред е да се помогне, меѓутоа нели сепак секој дете има право на образование и секој дете има право на избор. Јас имам син кој што има 5 години и секогаш велам дека е добро да ги учиме децата да помагаат, да не знам, можеби еве ги складира дома чорапчињата, да помогне да стави салфетки кога ја поставуваме масата и за мене тоа е огромна помош. Меѓутоа, тоа што ти го правиш, дали е исто помош? Како ти го разбираш тоа? Ако не ѝ помагам јас на мама, тогаш и она ќе си оди како тато и ќе ме остави, јас нема да имам со кого да живеам. Вака барем имаме за јадење и не сум сама. Мгм. Мене ми личи дека ова многу ти тежи и дека не се чувствуваш убаво кога зборуваш на оваа тема. Дали си кажала на мама како ти се осеќаш? Маја, мене некако ми се чини дека ова многу ти тежи. Дали се обидела да разговараш со мама на оваа тема? И на нејзи е тешко и она нема. А јас сум више голема и јас морам да помагам, мене тоа ми е работа, тоа ми е Знаеш, поврска. некако те слушам. Мгм, извини. Те слушам веќе на 2 пати за 5 минути ти ми велиш дека тоа ти е тебе работа. Дали можеби знаеш кои се обврските на дете до 13 години? Па знам, не учеа тоа во школа, дека обврските наши се да бидеме добри, да ги слушаме родителите, да одиме во училиште. Ама па еве јас слушам мама и морам да ја помогнам сега. Тоа со правата зборевме ние тогаш за таа лекција и со правата и онда ми кажа дека да, добро е тоа со правата и дека е така, ама сега некогаш кога мора да се направи нешто и децата мораат да помагаат. Точно, се согласувам и верувам дека ти многу ја сакаш мама, што правиш ваква жртва за да помогнеш. Меѓутоа, од друга страна гледам колку ти баба те прави тажна. Што би рекла мама сега да е тука? Она ми рече дека знае дека поише сакам да си играм и да правам некои ствари, ама дека јас сум више возрасна и дека морам малце да гледам озбилно на работите. Дека не е се само игра. Мгм, мгм. Точно, нели? Ние на возраст од 13 години веќе сме во еден чекор кога одиме во тој период кон адолесценција и натаму. Меѓутоа, сепак, она што е најважно во тој период е нашето здравје, нашата среќа
И нели правото на образование. Ако јас добро те разбрав, ти ми кажа дека се случува да одиш и да работиш со мама, а да не се појавиш на училиште или можеби не те разбрав како што треба. Да, неколку дена тоа беше. Ама имам оправдание, не и кажувајте на класната, имам оправдание, јас донесов за тоа, извади мама од доктор. Мгм. Мгм. Значи, мама некако те става во позиција да ти треба да лажеш и на училиште. Ама мама мене ме сака и прави све за мене. Не ме става она во позиција, она прави све што може најдобро за мене. Јас сум сигурна дека е така. Јас не познавам родител што не си го сака своето дете и што не му посакува најдобро за на своето дете. Меѓутоа, знаеш, никогаш имаме родители кои што можеби не знаат како да им ја искажат љубовта на своето дете. И не знаат како да им покажат дека ги сакаат и се грижат за нив. И имам впечаток дека тебе тоа како да те прави тажна. Ајде да видиме што е тоа што може да направиме ти да бидеш среќна. Еве, ти ме праша, нели, зошто си тажна и дали можеби некои работи тебе те прават тажна. Замисли дека имаш една скала на ниво од 1 до 10, на однос на тоа колку си среќна од животот. Каде би се ставила сега? На кое скалило? Па сега во моментов не сум за тоа што збориме за ова, ама за бајле кога дојдов во школа ми беше супер. За бајле ми беше многу убаво. Мгм. Мгм. Сега вие тука ми кажувате дека тоа мене мама што ми го кажува не е точно и сега стварно не се осеќам убаво. Мгм. Ќе ми кажеш како се осеќаш? Неубаво. Милиш неубаво. Што е за тебе неубаво? Па не знам, зборувам за работи што не треба да ги зборувам. Зборувам за тоа дека ние мораме да работиме, а мама рече дека тоа е срамота да се збори, дека е нормално, дека сите имаат некакви потреби и дека не на никого не му стига и дека е сосема тоа нормално и дека нема зашто сега ние да збориме за тоа и да се жалиме за тоа и Мгм. И сега испаѓа како јас да се жалам од неза, јас не се жалам од неза, она мене стално ми кажува дека ме сака и дека све прави за мене Така. и дека Јас и заради мене останала тука и не отишла не избегала како што избегал татко ми и дека све тоа заради мене прави и сега испаѓа дека јас испаѓа дека јас не сум добра и дека јас зборувам лошо за мајка ми, ете тоа. Маја, можеш ли да ме слушнеш малку? Ма зошто Јас сум пак не знам зошто сум тука и зошто го збориме сега ова? Еве самата кажа дека се чувствуваш тажно. Сега го зборуваме ова за да се чувствуваш веројатно малку подобро. Јас сум убедена во тоа колку мајка ти те сака и каква жртва прави твојата мајка. Ти самата велиш дека она ти кажува дека те сака и дека еве повторно кажуваш дека не си отишла како татко ти. Мене навистина ми е важно да ти бидеш среќно и здраво дете. Кажи ми, ајде те молам, уште еднаш, еве, можеш ли да размислиш, да ми кажеш каде се наоѓаш сега на онаа скала од 1 до 10? Велиш дека са бајле ти било подобро, сега не се чувствуваш добро. Сега сум на еден. Мгм. Мгм. На 1. Не ми е добро, сега и вие ова ми го зборите и другарките.
ме зезаа зашто ми се испукани рацете и зашто ми се излупени ноктите. Гледај какви ми се ноктите и сега како јас на нив да им кажам на мене што ми се случува и сега и ова го збориме, јас стварно не знам веќе што да направам. Што правам погрешно и ве кажете ми вие што јас правам погрешно што сум тука. Ти не правиш ништо погрешно. Зашто не се тука? Зошто нив не ги викнете малце? Ама јас со секого, со сите деца разговарам. Секој ден разговарам со по едно различно детенце. И мојата задача е да навистина сакам да видите и кога ќе излезете од тука, бидете среќни деца. Некако јас имам впечаток дека тебе ти е побаво на училиште од дома. А да, кога не ме закачаат други. А зошто те закачаат децата? Маја, јас би сакала, еве, ако можеш да ми кажеш, бидејќи во неколку наврати ми спомна дека се чувствуваш тажно, па ако можеш да ми кажеш, еве, на скала од 1 до 10, каде се наоѓаш ти сега? Како мислите? Каде се наоѓам? Кога? Сега, у моментов сега. Па да, еве, ако можеш да ми кажеш, значи ако 0 е многу тажна, 10 е многу среќна. Па можеби да ми кажеш каде се наоѓаш сега, каде беше Иве Сабајлево кога разговараше со другарчињата? Забавлено ми беше супер, ти дојдов во школа, се зезавме, бевме на одмор. Сега сум и тажна, пошто ме потсеќате на све ова, ама се осеќам и глупаво. Сега зборам за работи за кои што не се зборува. Да зборувам сега како мајка ми мене да не ме сака и како да ми прави лошо, и како само на нас да ни е тешко и тоа е све глупаво, не се зборува за тоа. Зошто зборуваме за тоа? Маја, јас ти кажав дека тука може да зборуваме за се. И јас верувам во тоа дека твојата мајка многу те сака и дека мисли дека се што прави, го прави со најдобра намера. Јас навистина верувам во тоа. И мислам дека и ти веруваш во тоа, меѓутоа знаеш, некогаш родителите грешат. Можат да грешат од најразлични причини. Некогаш не знаат како да бидат добри родители, некогаш не знаат како да им покажат на своите деца дека ги сакаат. И јас како психолог секогаш велам дека родителството се учи и дека ние учиме како да бидеме добар родител. Меѓутоа многу често и децата ни се потребни за тоа. И ти си супер дете, и ти си одлично дете. И ти многу убаво зборуваш за тоа колку се што правиш, го правиш за да им помогнеш на мајка ти. Меѓутоа, за сметка на тоа, веројатно, некаде треба да се лишиш од тоа што тебе ти е драго. Ако добро се сеќавам, ти спомна дека, нели, многу ти било драго одењето на извидници, а сега не одиш. Како дојдовте до тој компромис? Тогаш мама има највише работи, тогаш највише морам да помага. Се обидела ли да разговараш со мама? И да ја кажам што? Дека не Еве, кем за да помагам. почеток, Дека не сакам да помагам, дека не ме гајле за не за што да ја кажам. за почеток, веројатно можеш да ја кажеш како се чувствуваш. Си пробала ли такво нешто? А кој ќе помага после на ни за како ќе работи она? Што ќе прави он? Кај не на нас после пари за све? Знаеш, родителот сепак кога детето е дете е должен да му обезбеди екзистенција. Јас верувам дека твојата мајка е многу вредна жена. И верувам дека ќе успее да
нели, задоволите сите тие основни критериуми за добар живот. Што би кажала мама на тоа ако ти кажеш дека повеќе сакаш да се насочиш кон училиштето, дека можеш да помагаш по дома, меѓутоа не е некаде надвор со неа, дека ти си се уште дете. Не можам така дека. Прво јас не сум дете, јас сум више голем. Што те спречува да и го кажеш тоа? Зошто велиш не можам? Знаеш, Ако стварно се ти што правиме, што ќе биде после со мене? Кај ќе одам ја, што ќе правам? Ќе одам во дом? Не сакам да одам во дом. Маја, Кој ќе ме од се што кажуваш, јас гледам колку твојата мајка те сака и се грижи за тебе. Јас верувам дека никогаш нема да те напушти. И мислам дека и ти тоа многу добро го знаеш. Меѓутоа, сепак, исто така е многу важно да ја кажеш како ти се чувствуваш. Постојат неколку начини на кои што ние може да им кажеме на родителите како се чувствуваме. Може да им напишеме писмо, може да поразговараме, може да... Еве, сакаш ли да замислиме дека твојата мајка е сега тука? И дека те слуша? И дека го слуша овој разговор? Можеш ли да се убедиш? Не. Јас ти кажав дека овој разговор кој што го имаме јас и ти. Меѓутоа, еве, што е тоа што, ако замислиш дека твојата мајка седи сега на стол до тебе, што е тоа што би го кажала? Дека сакам да бидам како другите деца и да имам време за себе и дека сакам и јас да се играм и да се шетам и да седам со другарките, а не да работам цело време. Супер, ова е многу голем чекор напред. Што мислиш, што би кажала мајка ти на ова? Тоа ќе биде тажна, пошто не може она да стигне секаде сама, јас и требам да одам со неја за да ја помагам. Знаеш, Маја, никогаш ние во животот треба да правиме одредени компромиси. И грижата за себе е многу важна. Јас верувам дека твојата мајка се грижи и за тебе и за себе, меѓутоа мораш да почнеш и ти да се грижиш повеќе за себе. Затоа што ова се години во кои што ти еднаш си дете. И некако оние работи кои што тебе те прават среќна, имам впечаток дека некако ги ставаш некаде под перница. Како да сакаш да ја направиш мајка ти повеќе среќна отколку што се правиш самата среќна. Како ти звучи вака ова? Дали мислиш дека би ти помогнало ако ја викнеме мама тука и поразговараме ние три заедно? Да кажам сега уште од згоре дека ме викнал психологот да збориме, не може. Значи доста ми. Преска ме зезаа за ноктите дека ми се лупели, зашто рацете ми биле цели испукани. И сега сум овдека да зборам и сега и мајка ми да викнеме, па не може, зошто јас бе, зошто? Зошто нив малце не ги викнеш? Зошто да ми се смеат? Што сум сгрешила јас, зошто они на мене да ми се смеат?
Маја, дали Ја мислиш правам све што треба, све правам. Маја, И плюс и учам. Знаете во колку сати ја читав лекцијата вчера? Во 2 за бајле ја читав лекцијата вчера. За да одговарам денес. И сега они мене плюс на тоа и ми се смеат. Па не е фер. знаеш, Маја, јас ги имам твоите оценки тука пред мене. И јас навистина сум свесна за тоа колку ти работиш и колку добар успех постигнуваш. Меѓутоа, мене ме загрижува тоа што ти велиш дека си тажна. Не е се во оценките и не е се во успехот. Многу е важно да имаме ние среќни и здрави деца. Јас ќе бидам среќна кога ќе те видам тебе како искрено се смееш. И мене ми значи да навистина, ако сакаш и ако сметаш да ја викнем и мајка ти да поразговараме ние три заедно. Можеби ќе можеме и заедно да ја кажеме на твојата мајка што е тоа што тебе те среќна. Дека сум јас мрзлива и дека не сакам да работам, што? Што ќе ја кажам? Дали е мрзливо тоа што еве денеска си добила 5 по географија? Дали е мрзливост тоа што одлично си ги исполнувала обврските на извидници? За мене тоа не говори за мрзливоте. Знаеш, Маја, има многу работи во животот кои што немаат цена и кои што не носат пари. Јас сакам да знаеш дека овде можеш да дојдеш на мојата врата и да тропнеш во било кое време. Јас ќе ти го дадам и мојот број на телефон и во секој момент кога ќе почувствуваш потреба да разговараш со мене за нешто. Сакам да знаеш дека тој разговор ќе остане помеѓу нас две. Ние може да се склучиме договор каде што се што Маја ќе ја каже на Софија ќе остане тука. Како ти се чини ова? Што ќе збориме? Што можам да кажам? Се што сакаш, се што можеби тој ден нема да можеш да го кажеш на мајка ти или пак на најдобрата другарка или другар, ќе можеш да ми го кажеш мене. Како ќе ми помогне на мене тоа? Што ќе ми измени на мене тоа? Што ги измени на мајка ми? Никогаш не можеш да знаеш кога со некого ќе споделиш некоја информација, дали на некој начин ќе ти помогне. Прво, ќе ти олесни на тебе. Знаеш, многу е важно кога ние кажуваме нешто што ни мачи со некој друг. Нели како викаат, тагата е помала кога ќе ја споделиме со уште некој, а среќата е поголема кога ќе ја споделиме со некој друг. И јас навистина мислам дека е така. Јас би сакала да се видиме ние повторно. Што велиш ти за тоа? Да ми се смеат пак сите деца. Децата не мора да знаат дека ќе се видиме јас и ти. Може да договориме време после часовите, кога ќе дојдеш да поразговараме. Дали мислиш дека можеби во меѓувреме е добро да само напишеш едно писмо до твојата мајка? Не мора да ја го испратиш, само напиши го. Па еве можеш да ми го прочиташ мене. Обиди се да размислиш и да напишеш што е тоа за што си благодарна, што е тоа за што можеби си некогаш лута, што е она што те прави среќна, што е она што те прави важна. Можеш ли да се обидеш да напишеш такво писмо? Може. Мгм. Ма да не го давам на мама. Нема да ја го дадеш. Јас ти ветувам дека ако сакаш може да ми го прочиташ мене тука, меѓутоа сега за сега нека биде нешто кое што ти сама ќе го напишеш и ќе биде за тебе.
Ќе се обидеме ли да го направиме тоа? Да. Мгм. Јас би сакала еве за до следната наша средба да ти дадам и уште една задача. Може? Вие стварно во и со други деца го правите? Да. Ма јас тоа го работам цело време. Секој ден се гледам со деца, со родители. Работам на тоа да им биде добро и да бидат среќни. Зашто јас до сега не сум знаела тоа? Јас учам овде од забавиште. Знаеш, никако веројатно никогаш улогата на психологот во училиштето децата ја разбираат малку поинаку. Меѓутоа денес, за среќа, психолозите се оние кои што се трудат да го подобрат здравието на учениците. И тоа не само физичкото, туку и менталното здравје. И јас ќе бидам многу среќна кога ќе излазам во ходник и кога гледам деца кои што се насмејани и деца кои што се радуваат. А тоа може да го постигнеме многу лесно. Ако еве се договориме за почеток, јас и ти, да се сретнуваме на 10 дена и да разговараме. Добро. Како ти се чини тебе ова? Дека може да се видиме за 10 дена? После часови да дојдеш кај мене во канцеларија? После часови не знам како ќе кажам на мајка ми за после часови. Мгм. Да се договориме за пред часови? Може на голем одмор јас ќе им кажам на другарчињата дека треба да одам некаде и ќе дојдам кај се. Може да дојдеш на голем одмор. Јас сакам, освен она писмо за кое што зборувавме, да размислиш, можеби да се сетиш на 3 ситуации кои што те направиле тебе среќна, а во кои што е вклучена и мајка ти. 3 настани кои што тебе ти се убави, на кои што секогаш се сеќаваш со задоволство. Ќе можеш ли да размислиш и за нешто такво? Да. Супер, Маја. Кажи ми, дали сакаш еве да ме прашаш нешто ти? И кажете на класната за ова и на другите наставници. Јас ти кажав дека ова што ние го зборувавме сега, останува помеѓу нас две. И тоа што ќе го зборуваме за 10 дена на голем одмор, исто така останува помеѓу нас две. Меѓутоа, ако во било кое време повторно почувствуваш потреба да се видиме, не мора да чекаш 10 дена, јас сум тука. Го имаш моето бројче, ја знаеш каде е оваа канцеларија, виде дека не е страшна, нели? Да. Мгм. За почеток да почнеме со писмото, може? Може. Супер, Маја, јас ти благодарам навистина многу за целиот разговор и се надевам дека за 10 дена, нели, ќе се видиме во едно малку поинакво расположение. Може сега да не одам на час, така да не ме гледа децата вака. Може да останеш тука уште малку. Јас имам и многу книги кои што се за деца на оваа возраст, енциклопедии. Ќе пробам и да најдам нешто кое што, еве, можеби е поврзано и со географија. Нешто со планети, некаков атлас, можеш да ги Имате за планети? разградиш. Ќе проверам, мислам дека ако ништо друго, ќе отидам до библиотека и ќе донесам. Смири се, па потоа ќе се вратиш на час. Јас ќе информирам наставничката дека ќе закаснеш малку. Фала. На што, Маја?